Смирете се и раскажете ми се од почеток. Што се обиде да ви направи тој? Прво се ожени со мајка ми без наше знаење. Потоа ни се закануваше секој пат кога мајка ми не беше присутна. Како ви се закануваше тој? Дека ќе не затвори во соба ако не бидеме мирни. Дека ќе не испрати во дом. Ништо не може да ви направи. Ништо не може да ви направи тој човек. Сега да ја затвориме оваа тема, добро? Извини се ли, мама, морам да ти се јавам, инаку тука ќе полудам. Не грижи се, душо. Порано или подоцна и децата ќе разберат дека не се во право. Кој се јавува? Од клубот нешто ме бараат. Уште тие ми фалеа. Ми го исклучи телефонот кога најмногу ми требаш. Така ли? Ќе ми платиш ти за ова. Ќе видиш ти, Селим, за ова. Што ќе правам јас сега, Селим? Најдобро е да поразговараш со адвокатот. Да, во право си. Веднаш ќе одам кај Џихан. Дојди и ти со мене. Навистина многу би сакал, но работата во клубот не оди најдобро. Имам закажано состанок. Пред малку ми се јавија. Во ред, душо, ќе одам сама. Потоцна ќе се видиме дома. Штом завршам ќе се вратам. Нели постои можност и ти да погрешиш? Да видиме што ќе рече докторите во Америка. Не грижи се, Лејла, ништо на овој свет не е 100% сигурно. Дидем Ашик? Што значи сега ова? Предплатникот не е достапен во моментот. Ве молиме, јавете се подоцна. Денес отидов во оранжеријата на Лејла. Мајко, ти велам да стоиш понастрана, а ти како Зејнет. Ја покани вечерва да дојде на молитвата. Сакам да станеме поблиски за да можам да си го применам планот. Господјо Тулај, кога да почнам да ја правам алвата? Мозокот тебе не ти работи. Алва се прави кога се кажува молитва. Се извинувам, господја. Обиди се да бидеш малку посмирена. Вечер донеси ми ја веста дека тој Селим е мртов. Само така ќе се смирам. Лејла, остави ми ја. Јас имам други планови со Лела, мамо. Не заборавај. Како успеа да ја убедиш дека е болна? Ајде, кажи ми уште еднаш. Ова мора да е грешка. Тука е напишено името Диде Машик. Добар ден. Ординација на доктор Бора Арикан. Како може да ви помогнам? Добар ден. Адвокат сум на една ваша пациентка. Се вика Диде Машик. Заради еден судски процес морам да ја дознам диагнозата за болеста поради која на терапија. Како рековте дека се вика? Дидем Ашик. Почекајте, ве молам. Морам да проверам.
Оваа личност починала пред 6 месеци од тумор на мозокот. Сигурно ли сте? Да нема некој друг пациент под исто име? Сигурно сум, господина. Добро тогаш. Пријатно. Пријатно. Ништо не разбирам. Колку пати досега ти кажав, мамо? Лейла ја донеле во нашата болница затоа што се онесвестила. Побарале магнетна резонанса. Резултатите ги испратија кај мене за да добијат мислење од специјалист. Во снимката имаше една мала лезија која е безопасна. А ти тогаш помисли, ете оваа прилика ми ја прати Господ, нели? Да, токму така. На Лейла резултатите ги променив со резултати на почината пациентка. Разбирам. Многу интелигентен план. Но јас имам други планови за неа. Сакам да ја почувствува болката за загубено дете. Единствено така ќе дознае што значи да се биде вистинска мајка. Лела, имаш ли малку време? Пак ли истото, Джихан? Не. Овој пат се работи за нешто посериозно. Треба веднаш да снимиш уште една магнетна резонанса. А зошто? Бора ништо не ми кажа за тоа. Ги земав од Бора твоите снимки за да ги испратам во Америка. На нив стои името на некоја друга жена. Не е можно, јас го видов своето име на картонот. Твоето име стоеше на етикетата, но на снимките е напишано друго име. Мора да ги спомешале снимките кои ти ги дале тебе. Мојот предмет го разгледа и професори. Како не разбираш? Тие ги разгледале снимките на некоја друга жена. Ова може да го има само на филм. Без разлика на се, вреди да се обидеме. Може би навистина не си толку болна. Може би настанала некоја грешка и тебе ти дале диагноза врз основа на други снимки. Се што треба да направиш е пак да извршиш едно снимање. Подоцна пак ќе разговарам со Бора, но Джихан, премногу сум уморна за да имам лажна надеж. Оди си, те молам. И јас ќе испитам оваа работа до крај. Може би станува збор за некоја голема грешка. Господи, те молам нека биде така. Што ќе биде ако денес не ги испијам? Тие лекови ти го продолжуваат животот и те подготвуваат за хемотерапија. Добро знам дека ти нема да ги употребуваш ако јас не инсистирам. Јас сум болна, јас сум таа што ќе умре. Сама те избрав. Уште колку само ќе можам да кријам? И до кога? Вие многу брзо се навикнавте еден на друг. Чудно ми е кога ве гледам. Ај! Што има тука чудно? Се сеќавам кога Топрак ти го дадов прв пат да го чуваш. Го држеше како да држиш нека вазна. Не можам да поверувам, Ахи. Ако ве оставам така, ќе седите со часови, нели? Не знаев што да правам. Досега во раце нема вземено вакво мало детенце. Всушност никогаш не сум држал. Види вака. Полека притисни кон градите, внимавај на главата. Многу сте сладки. Уживам да го поминувам времето со него. Се навикнувам да бидам татко.